Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во најновото издание на емисијата Очи во очи заедно со мене Огнен Јанески, во кое денеска ќе разговараме за нешто што може би се наслушнува дека е веројатен некаков можен компромис, но се уште се базира на обсервации и анализи без официјални информации. Темата која веќе долуби е испишана, можна ли е функционална преодна влада со ВМРО, ДПМНЕ, СДСМ, ДУИ и ДПА заедно на чело со и сегашниот премиер на Република Македонија Никола Груевски. Значи, можна ли е функционална преодна влада со овие 4 најголеми партии од македонската страна и од албанската страна за да бидат заедно и да ја решат политичката, правната, па и безбедносната криза во која што завлезе државата. Колешката Душица Мрѓа во дневникот во 17 часот заедно со двајца аналитичари ќе имате можност преку прилоги, односно извештај, да слушнете повеќе околу оваа идеја. Јас само ќе ви нафрлам некои работи од незиниот текст. Никола Груевски и Зоран Заев, новото седнување на маса, барем официјално, го дочекуваат секој на позицијата на своите црвени линии. Компромисот според упатените во преговорите ќе се бара некаде помеѓу тврдењето на Заев дека само оставка на Груевски и преодна влада е прифатливо и она на Груевски дека не размислува ниту за преодна влада, ниту за оставка. Аналитичарите се едногласни, компромис мора да има, но различно гледаат на тоа каков тој би требало да биде. Петар Арсовски го гледа договорот во неофицијалниот предлог на Ахмети, веројатно по теркот на широката коалиција, а вели најверојатно останувањето на Груевски на премиерската позиција ќе биде компромисот што ќе треба да го направи Заев. Додека пак Алберт Муслиу тврди дека секоја влада со Груевски во неа е неприфатливо решение, особено по опозицијските бомби. Тоа е текстот на колешката Душица Мрѓа, заедно со мислењата на аналитичарите ќе имате можност да ги прегледате во дневникот во 17 часот, а ние денеска на двата телефонски броја 0260 91 924 0260 91 925 се телефонските броеви и на кои може да ни се јавувате и да го кажувате вашето мислење. Дали и вие сметате дека можна е функционална преодна влада со 4 партии и заедно? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Изгледа, мене ми е чест да отворам оваа... Денеска, да. Да. Одавно не сме се слушнали. Да, поверете. Нема проблем. Знаете, ова на што ми наликува на една наша народна поговорка. Хајде. Како рогови во вреќа. Ако можете да ме разберете. Да, добро. Секој си има своја вистина, своја позиција. Так. Меѓутоа, за да може народот целосно да биде задоволен, би требало да се почитуваат и едните и другите. Треба една средина да се земе. А таа средина е ни Зоран Заев, ни Груевски да не присуствуваат во таа некоја влада, било како наречена, не е битно како ќе биде наречена. Добро. Да се земат луѓе кои што ќе бидат нормално експерти, не може било кој. Да не се првиот, вториот ешелон на политичките партии од позицијата и опозицијата, да можат да создадат едно поле за нова работа и прво, бар према мене, прва задача што ќе биде на таа влада е да се спроведе попис на населението во Македонија, а потоа изборни списоци, други акти со одредби законски, тоа не сум правник, не можам многу да зборувам, тоа треба се да се спреми и после тоа да им да се иде на избори, па ако има толку многу симпатизери Груевски, нека победи пак. Так. Меѓутоа, да се види што мисли народот.
Ја така го замислувам тоа. Благодарам многу. Ви благодарам и јас за јавувањето. Ете така, може конкретно од денешната тема да произлезат и можеби предлози на граѓаните според нивните видувања како сето ова би требало да се реши и како би можеле да излеземе од тројната криза. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Мислам дека ваква влада составена од ВМРО, СДС, ДОИ, ДПА не смее да има. Зошто? Посебно, она што го нагласивте, од таква влада да остане и Груевски. Груевски, кој е најприсутен во прислушкуваните разговори, не може да биде член на таа влада. Второ, од ова што го гледам, секој пат биле 3:1 во владата, ево, јас сметам инако. Односно, прво да спомнам, ако Зоран Заев се сложи да Груевски биде шеф на таа нова влада каква ќе биде, тоа да се прости од председателската функција на СДС и да се прости од многу членови на неговата партија. Добро. Јас предлагам да биде експертска влада од луѓе експерти, али луѓе со чист образ, не инволвирани во никаков скандал. Имам еден дури предлог. Ајде. Во таква експертска влада, јас лично со голема почит би го почитувал и предлагам Абдулменав Беџети. Добро. Ви благодарам, толку од мене. Ви благодарам и јас за јавувањето. Поздрав до вас. Одредени медиуми своевремено кога настана кризата при почетоците, токму и Абдулменав Беџети го спомена во игра за експертска своевидна влада доколку дојде до тоа, но тоа се базира на шпекулации, се разбира без никаква потврда. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Поздрав многу од Струмица. Поздрав и до вас, повелете. Благодарам. Денешната тема е стварно за разгледување, али како што стојат работите, мислам дека Груевски никогаш не би се сложил на таква техничка влада. Јас би се малце самата си мислам дека во сега кога ќе учествуваат и албанските партии, мислам тука треба и тие да ја играат клучната улога, поготово ДУИ, што му е коалиционен партнер, па да не дојде до ништо, ни до расправи, ни до било што, ако ја напуштат владата, веќе Груевски самиот мора да почне да размислува за техничка влада, пошто ќе го нема мнозинството. Друго би кажала, на друг начин, ни на техничка, ни на преводна, било како ќе ја наречат, се сложило со претходниот гледач, би требало луѓе, експерти, што имаат стварно почит од граѓаните, тие да бидат во таа влада и прво и основно да го прочистат избирачките списоци и мислам дека тука веќе може нешто да се постигне. Бидете поздравени, Огнен, и имајте пријатен. Ви благодарам. И јас вам ви го посакувам истото како вам така и на Струмица. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Да, добар ден. Ве слушам, повелете. Со првата гледачка се сложувам речи си 100%. Во новата влада, во предната влада, не би требало да бидат врвните луѓе на ВМРО и на СДСМ и на ДУИ и на ДПА. Тие се тие кои ше, мислам, тие се. На некои од тие конкретно. Бомбите се автентични и нема место за Груевски. Меѓутоа, за да биде малце фер и да има малце фер плей, па ете нека не биде и Заев. А и во ДУИ и во ДПА, мада се на некој начин неутрални, меѓутоа мислам и ДУИ ги призна тие работи како автентични, меѓутоа сепак дека не бидат главните луѓе и има доволно кадари во сите 4 партии да сработат ова работа. Значи, да сработат природната влада. Така да ми се чини дека најдобро би било тука да бидат замешани луѓе, експерти од
Например, од факултетот од УКИМ, првиот факултет во Македонија, мислам број 1. Па исто така тука би можело да учествува и академијата. Ману мислите? Па Ману, зошто да не? Добро. Што прави Ману? Што би правила Ману? Таа што го носи на некој начин некој идентитет на оваа држава. Така да јас мислам првите луѓе на сите овие партии не би требало ни првиот ешелон. Сега не мора да значи дека само Груевски треба таму да биде, а место него да биде некој после него истомисленик или СДСМ, а некој после него истомисленик. И има доволно луѓе во сите партии што би со ладен мозок што би можеле да решат ова работа. Значи се работи за повеќе работи кои што би требало да се решат. Значи се работи за попис на населението, се работи за изборен список, се работи за овие речи во обзир треба да се земат сите работи, така да на овие луѓе му нема, на првите луѓе му нема место во таа влада. Добро. Ете толку. Ви благодарам за јавувањето, пријатно до вас. Неофицијално на последната лидерска средба во Скопје, лидерот на ДУИ Намаса ставил токму таков предлог на така наречено рекомпонирање на владата со влез на 4 најголеми партии во неја, при што Заев би добил 3 до 4 министри, а Груевски би останал премиер. Предлог кој во Страсбург го одбиле и Груевски и Заев. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Вака, јас се слагам со претходниот гледач. Добро. Значи, уствари говорник, значи, нема шанси, мислам по мое, да ни еден од тие бидат во таа природна влада. Значи, прво, пошто разговорите се автентични, тоа е и на мало дете му е јасно веќе. Само едно мене ме интересира. Оваа лакрдија можеше да се заврши за 24 сата. Господата европратеници, тие сите овие што се прозивани, да ги ставеа на детектор за лаги, одма секи се криеше. Тој што е виновен, се знае каде му е местото. И тука немаше да се замара ни народот, ни протести, ни трошоци, ни било што друго да се прави. Значи, природна влада, и јас сум за првиот говорник што рече Абдулменов Беджети да биде председател на таа влада. Тоа е сепак, мислам, искусен политичар, академик и сите тие работи. Второ, јавното обвинителство се прочисти. Избирачките списоци се прочисти. Значи, судството да се прочисти. Кога тоа ќе се среди и значи не треба никој да од овие партии што се во врхушката, првиот, вториот, третиот ешалон, значи стварно луѓе кои ќе сработат работата и тогаш народот нека се избере. Ако ВМРО тогаш има пак и заслужува да биде, нека биде. Значи народот што ќе избере, тоа и ќе жнее понатак, да се разберем. Жалосно е за младите генерации, ни избегаа сите надвор. Добро. Само ради вакви работи. Ете, значи, тоа е моето мислење. Ви благодарам. Јас вам ви благодарам за јавувањето, пријатно до вас. Треба само да се направи разлика за оние можеби кои што не ја прават, дека ја постои разлика меѓу преодна влада и експертска влада. И двете во суштина се преодни, но кога се зборува за преодна влада, се мисли на влада која што е составена од политичките партии и од политичари, додека пак експертската, и односно би требало да најде компромисно решение за излез од некаква криза, додека пак експертската се однесува на луѓе кои што се стручни во својата област и ќе бидат поставени на функција која што е од нивната област и неоптоварени од политика, би ја решавале кризата и би се барал излез од кризата. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Вака, дали е можна функционална влада, преодна влада со ВМРО ДПМН? Одма кажувам дека не е можна. Зошто? Затоа што има една изрека, којлите кои што ја заглавиле колата во калта не можат колата да извлечат од несе.
Што станува збор сега? Овдека станува збор за едноставно обшествени промени, каде што овие партии кои што се до буса валкани во водењето на општеството во Македонија, каде што е замешан криминал, каде што се изгубени вредностите на институциите, мора да има експерти кои тие проблеми ќе ги расчистат. Што значи? Да се активира ново јавно обвинителство, да се активира судство, во кое што ние како граѓани ќе имаме доверба во донесените одлуки. Затоа сметам дека партиите, а најмалце господинот Никола Груевски треба да биде во иста таа влада, затоа што наставно се води еден процес против него, да кажам, тоест против неговите малверзации и манипулации, кои ако тие луѓе останат во владата, ќе се прикриваат и ќе се добие една сосем нова и покомплицирана ситуација. Значи, затоа мора да се одберат луѓе кои што ќе ја водат државата во одреден временски период, кои што ќе има поставени задачи да се јавното обвинителство, судството, да се изврши попис на население, а од кога ќе се отклонат сите сомнежи и неисправности во општеството, да се организираат фер демократски избори, а кој ќе добие, нека ја води државата. И на сето збора, мислиме према оние зускувани разговори, дека постои мешаност за големи корупции, за голем криминал, сите учесници треба да одговараат, т.е. да има после ова една правна завршница, за да утре, други ден, не се створат услови и да се повторат овие несакани работи и македонскиот народ и македонската држава да тргне во едно подобро утре. Затоа што младите треба да имаат доверба во идните политичари и така натаму. Так. Затоа што уште ова би го рекол, се поставуваат разни услови. Јас, например, како граѓанин сакам премиер да биде со завршени 4 факултети, со просек 10-10, да знае 6-7 јазици, кинескиот добро да го владее, да знае добро да пишува и така натака. Зборовие мора да има функционални политичари кои ќе ја водат државата напред. Добро. Поздрав. Поздрав и до вас и благодарам за јавувањето. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Некој на следната линија кој што ќе се вклучи на 0260 91 924 или 925, во кое што денешно издание на емисијата разговараме за тоа дали е можна функционална преодна влада во која ќе бидат сите 4 најголеми политички партии како ВМРО, ДПМН, СДСМ, ДУИ и ДПА, и каде што премиерот Никола Груевски ќе остане на својата позиција. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Вака од Кочан ќе говориме, Дејан на телефон. Само не ве слушам добро, уште еднаш? Дејан на телефон од Кочан. Поздрав, Дејан, повелете. Вака, само на кратко. Зошто се прави преодна влада? Хајде, прашање. Мислите дека не треба? Да. Зошто пратениците од СДС имаат плата? За да си вршат така функција на улица. Ова не е вън. Се, гледајќи од аспект на минатото, воопшто не ни заслужува, да ти кажам. Ни за таа плата што ја земат заслужуваат. Така да, моје мислење воопшто нема потреба да правда влада. Добре. Тоа е, накратко. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до Кочани, ви посекувам убав ден таму. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Ало? Ве слушам, повелете. Огне? Да. Ја мислам дека на сите овие Груевски, Заев, Мехметите треба да ги земе човек и да им удри еден таков ќотек и да не им каже зошто. Да, таква изрека има, да не им каже зошто. А што се однесува до тоа, мислам, не донесува до таков ќорсокак, до таква мизерија, а денеска патував, се враќав према Скопје и се запознав со едно момче кој што сега прави документи за во Германија, кој што е експерт
И меѓу другото ми кажа дека од неговото место веќе 4000 млади се отидени во странство. Која срамота, и тоа мало место, од мало градче. Значи, која срамота за нив? Па нека си оди Груевски, мајко му стара, па толку ли нема доблест? Па срамота, и мислам дека сите го бараат тоа. Каде да прочитам? Еве Брисел, читам во вестник. Брисел се прашува, зошто не си оди? Па срамота, па нека се макне више еднаш, ако може некој да дојде, имаме Силјановска, Ванковска, овој, како го спомнава, како се вика... Абдулменов? Да, тоа се, мислам, луѓе кои што стварно, мислам, толку е паметен, толку многу знае, Силјановски исто, Ванковска исто, има и други сега, тие ги знам, ви ги посочувам во моментот, али сигурно има многу кои што може да дојдат и да формираат една влада и да не изведат од криза и да направат да младиве не ни бегаат, да живееме помирно, да имаме спокоен сон, мир и све што треба една мала земја прекрасна да го има. Стварно треба да се срамуваат. И до сега не треба никој да им кажува треба да си одиш, треба самите да си одат. Имате толку многу земји каде што кога ќе направат некоја грешка, не криминал. Еве Јапан да го земеме. А да одма си оди, си дава оставка, не опозива и готово. Тука се работи за чест, за морал, за све. Овдека ништо немаат. Така. Нека не пуштат да живееме. Благодарам. Јас вам ви благодарам за јавувањето. Пријатно до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Сакам за ова дека вика биде преводна влада. Добро. Тоа мислам дека тоа нема да се случи. Не сум ни за една партија, ни за друга, сум неутрален. Човек сакам реално да кажа нешто. Еве сега Западот нека запни оштро, строго сега. Нека се прочитат овој извирачки спиској и нека ги стегнат, нека дадат до септембар нови избори. Оти сега го гледаме народот и едната и од друга страна. Дали мислам дека луѓето гледат или не гледат, јас не знам. Или само една телевизија гледат. По моје сум сигурен, јас како што мислам јас, најпаметно би било сега Запад притисне и нови избори, чисти избори, реални, регуларни избори и кој ќе победи, нека победи. Ние за џабе се замараме со праше го овој, праше го оној, праше Трајко, праше го Петко, го поделија народот се на два дела и сега едните вака, другите така. Јас мислам не сум ни за една ни за друга партија. Неутрален сум. Добре. Нека победи Запад, нека ги стегне до септембар нови избори. Тоа е од мене. Добро. Ви благодарам за јавувањето, пријатно до вас. По двете неуспешни лидерски средби лице в лице меѓу Груевски и Заев, во вторник лидерската четворка, засилени со медијатор од Европската Унија и амбасадорите на Соединетите Американски држави и Европската Унија, повторно седнуваат на маса. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Ви благодарам за вступениот простор. Значи, основно за Македонија е да функционира правниот поредок. Добро. Јасно е во уставот и во законите дека влада формира тој што ќе собере парламентарно мнозинство од 62 пратеници и никако поинаку не може да биде. Без разлика на волјата на странците или на дипломатите во Македонија, сепак пресудна треба да биде волјата на граѓаните кои што го одбрали овој парламент таков како што е и во парламентот низ процедура се избира владата. Треба да се има предвид волјата на мнозинството и како тие се чувствуваат кога нивниот даден глас некој сака да го погази. Без разлика колку е гласен и колку е моќен, сепак влада формира тој што има парламентарно мнозинство. Во моментов е така како што е. Што се однесува до конкретно до прашањето кое го поставувате, може да има влада со поинакво мнозинство, меѓутоа премиерот беше дециден дека може да има преодна влада или техничка или каква било, меѓутоа без ВМРО ДПМН. Доколку некој друг формира парламентарно мнозинство, може да има и друга влада. Меѓутоа без партијата ВМРО ДПМН. Мислам дека е така најобјективно. Добро. И сите од страна се мислат добро на Македонија, најпрво треба да се борат да владе правниот поредок, а не индивидуалната волја на било кого.
Добро. Ви благодарам многу. Ви благодарам и јас вам за јавувањето. Пред известно време германската канцеларка Ангела Меркел на Македонија и Грција им порача дека компромис е кога двете страни се незадоволни од договореното, мислејќи при тоа на спорот за името. Но деновиве дипломатски извори, упатени во македонските преговори за излез од политичката криза, честопати се повикуваат токму на изјавата на Меркел околу компромисот што Европа го очекува од македонските политичари, или во случајот дека и двете страни на крајот од преговорите треба да направат компромис, а да излезат незадоволни веројатно. Добар ден. Ве слушам, повелете. Дали се слушаме со некого? 02. Да, добар ден. Поздрав, Огнен. Поздрав и до вас, повелете. Благодарам, Николче. Да, повелете. Како прво, не се сложувам со претходниот господин. Добро. Затоа што во интерес на граѓаните, без разлика која влада, е една или друга. Значи, државата да ни оди напред, да има почит, љубов, едни меѓу други, медиуми, да функционира све комплет. Од А до Ш никој не е против. Али сите знаеме дека преодна влада, која треба да биде сега е со уцени. Уцени страф од оние луѓе кои направија криминал во државата, а тоа е оваа власт, како не се страмат да учествуваат во таа преодна влада, од кој сите знаеме многу добро дека ВМРО има паметни граѓани, честни луѓе, во социјалдемократскиот има исто такви, во ДУИ има и во ДПА има. Сепак мора да се побара начин за да државата ни појде напред. Значи, експерти кои ќе пресудат за да се ја напушти некој влада, дали е тој гласан или не е гласан да води криминал. Значи, ние ги гласавме државата да оди напред. Значи, мора таа влада да се формира, дали ќе биде преодна или ќе биде друга, кризна или било каква. Значи, сметам дека мора да се решат проблемите. Воспротивно, пораките на Европа ќе бидат од една страна, од Унијата втората страна, третата е на Америка и деновите им се бројни. Морат да се заминат оние кои се на штета на граѓаните. Дали се работи за едни или за други. Значи, сепак кризата мора да помине. Државата да тргне напред. Поздрав од мене, се најубав, ќе се најдат експерти, ќе ги расчистат сите. Дали од надвор или од натре, ова мора се реши едно што секогаш. Се најубаво до сите кои следат вашата емисија и до вас како медиум коректен, честен пред сите граѓани на Македонија. Поздрав. Ви благодариме за јавувањето, пријатно и до вас и убав ден во Кичево. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Се јавувам во врска со темава. Добро. Сакам да кажам и неколку збора. Ајде. Дали во ред е тоа, и јас се согласувам со мнозинството на гледачите дека треба да се направи преодна влада и како што рекоа некој од гледачите да првите луѓе од партите да не видат во таа преодна влада. А дали сте размислувале за една тема, предлог мој? Ајде. Дали нова држава му се потребни 120 пратеници и толку министри? А ние сме еден кварт од секоја поголема земја. А таму во еден кварт има еден градоначалник или во една зграда кај што живеат 1 милион луѓе, да претагувам се можи, имат само еден домар, а ние овдека плеада од 150.000 администрација и послуга околу нив, па едниот му подава, па другиот поземат. Не личиме, почнавме да не личиме на држава, и ние сме сиромашка држава, ние не сме ни Америка, ни некоја држава во Америка. Калифорнија. Ние можеме одека да функционираме само така. Само намалување на администрацијата, шо е тоа? Добро. Крај го нема, кај нас. Крај нема. Добро, ви поздравени и да се слушнеме пак. Так, ќе се слушнеме повторно, се надевам. Поздрав до вас и посакувам убав ден. Во денешното издание на Очи во очи, во кое и при крај се разбира, разговаравме за тоа дали е можна функционална преодна влада на Република Македонија во која ќе бидат заедно сплотени веројатно по некаков компромис ВМРО, ДПМН, СДСМ, ДУИ и ДП, во која што преодна влада сегашниот премиер Никола Груевски ќе остане на својата позиција.
Од она што гледачите го кажаа во текот на емисијата, може да се заклучи дека да, тие дел се согласуваат со преодна влада, но не со челниците на партиите кои би биле во таа влада, а дел воопшто не се согласуваат дека четирите партии треба да застанат во преодна влада заедно, дека треба да се направи експертска име кое што беше спомнато на 3 пати за председател на владата беше Абдуменав Беџети. Јас ви посакувам пријатен викенд, мирен викенд, исполнет со многу забава, ќе речеме, со оглед на тоа дека станува веќе топло времето и се гледаме од понеделник повторно. Пријатно.